На вчерашните парламентарни избори во Молдавија, според првичните резултати, водат проевропските партии. Резултатите покажуваат дека тие ќе можат да формираат нова влада и покрај тоа што проруската социјалистичка партија освои најмногу гласови. Либерално-демократската партија на премиерот Јури Леанча и Демократската партија, кои се дел од владеачката проевропска коалиција и која ја водат земјата од 2009 година, заедно имаат околу 44% од гласовите. Либералната партија, која исто така е проевропска, но која во минатата година ја напушти владеачката коалиција и премина во опозиција, има над 9% од гласовите. Проруската социјалистичка партија има освоено 21%, додека поумерените комунисти скоро 18%. Лидерот на социјалистите, Игор Додон, по изборите рече дека било прирано да ги каже неговите опции за формирање влада. Ați votat pentru Moldova prosperă alături de Rusia puternică. Гласавте за просперитет на Молдавија, заедно со силна Русија. Гласавте за Молдавија во царинска унија со Русија. Она што го ветивме, ќе го исполниме, изјави Додон, кој е близок со рускиот председател Владимир Путин. Комунистичката партија, предводена од Владимир Воронин, поранешен шеф на државата, кој повеќето од постарите генерации во Молдавија го идентификуваат со стабилно минато, најави дека нема да се противи на интеграцијата на земјата во Европската унија. Eu votez pentru că odată și odată Moldova să scape de acele nevoi. Гласав за Молдавија, еднаш за секогаш да ги надмине проблемите во кои западна во изминативе 5 години, почнувајќи од корупцијата и оваа мафија која обседнаа цела Молдавија и сите нејзини граѓани и поради која не можеме да се развиваме, изјави Воронин. Сепак комунистите се и за добри односи со Москва, како и за ревизија на клучниот договор со Европската унија за подобра заштита на домашното производство. Одзивот на гласањето беше скоро 56%. Партиите мора најмалку да добијат 6% од гласовите за да влезат во парламентот. Молдавската влада го потпиша договорот за асоцирање со Европската унија и доби безвизен режим со унијата, но таа се соочува со критики од Брисел за голема корумпираност. Русија забрани увоз на земјоделски производи од Молдавија, што се одрази врз економијата на таа земја. Силната поддршка на гласачите за социјалистите ја рефлектира нивната длабока вкоренета неподготвеност за сеќање на историските односи со Русија, главниот снабдувач со енергија на Молдавија, како и страхувањето од натамошните последици, особено во врска со молдавската сепаратистичка проруска енклава Транснестар. Поранешната Советска република Молдавија со 4 милиони жители е една од најсиромашните земји во Европа и граничи со Украина и со Романија. Околу 78% од жителите се етнички романци, додека 14% се украинци и руси.